Причина што ја повикавме Викторија Недева е тоа што ЖФК Тиверија гради млади таленти и една од најдобрите вести, барем на почетокот оваа 2023 година, е тоа што на адресата на ЖФК Тиверија стаса поканата до Недева да биде на подготовки или на тест, ај би рекол, и да се официализира можниот трансфер во Хајдук Сплит, ако не се лаша. Точно. Како дојде до Хајдук Сплит? Од кога се заговараше тој трансфер или пак кога те забележа, кога ја доби поканата и што представува тоа едно скалило погори, иако во Хајдук Сплит настапува добар дел од македонските фудбалерки, но сепак што лично за вас представува се тоа? Да, еден чекор погоре, друга држава, друг фудбал, малце фудбалот е таму напред, едно скало погоре. И еден месец скоро беме у преговори, проби, едно, друго, трето. И конечно го закажаме тоа и у недела здравие одам, па со Господ напред, подписот ќе биде официализиран. Имаш ли сознание кога те скинира? Па на не. кој се надпревари, бидејќи вообичаено, освен во домашниот шампионат, најмногу внимание посветуваат и во настапите на македонската репрезентација. Ти си таму стандардна членка. Немаш сознание каде најмногу впечаток си има оставила или? Не, буквално немав никаква поема за тоа. Повикот така стигна преку емайл се. Секој клуб прво гледа и како на репрезентативно ниво дали си колку настапи имаш, колку голови си дал, колкава минутажа имаш. И така, случајно. Така, мало ама динамитно, така те нарекуваат во таборот на ЖФК Тиверија. Инако Недева е по потекло од Неготина, ако не се лажам, ама би рекол, иако по акцентот се уште струмишки, односно ни зборува неготински, но 5 години е во Струмица. Како дојде до љубовта со женскиот фудбал? Што од помала, на улица со другарите само фудбал. Пред одев прво јас на игрувар, но 5-6 години, може и повеќе, и на еден тренинг отидов на фудбал и од тогаш каже фудбал ќе тренирам и само на фудбал. И после така постепено за еден фудбалски клуб од Кавадарци играеме тука на турнир и така дојде и до повик во ЖФК Тиверија, кај што бев член 5 години и од тогаш до ден денеска.